Да, добар ден, велам уште еднаш од студиото за Аргумент Плюс на телевизија 24, како што и најави во централниот дневник, денешната тема на емисијата е органодарителство, а мој денешен соговорник е Ирена Ралева Најдевска, основач на иницијативата Органодарителство МК и организатор на јавни трибини на оваа тема. Денешната емисија ќе ја направиме, денешниот разговор ќе го направиме преку онлайн врска, веќе на линија ја имаме Ралева Најдевска. Дали се слушаме, дали технички сме поврзани? Добар ден и од мене, благодарам за поканата. Добро, значи можеме да го почнеме разговорот, темата или причината зашто ве поканив да денеска да бидете моја соговорничка е има нови правила во однос на органодарителството, она што можев да го видиме дека не зависи оваа одлука само од семејството, туку и од претходно изразена волја на граѓанинот, така? Да. Дајте ми ги деталите. Да, со новите измени, законски измени кои што беа јавно достапни на сите медиуми, помина на владина седница овој закон за претходно изјавување согласност кај своите матични лекари. Она што сметам дека навистина ќе биде подобро во иднина е дека во моменти на таква траума, на таква загуба, семејството нема да го носи тој притисок, односно нема да треба да ја донесе таа тешка одлука дали би ги донирале органите од свој близок починат човек. Токму затоа мислам дека додека сме здрави, живи, при нормална свест, секој од нас индивидуално може кај својот матичен лекар да си даде изјава дали се согласува да биде донор или не. Тоа се зависи од личната волја, но на тој начин ќе се помогне на системот, ќе се помогне на сите оние кои што чекаат на листите, а и во најмала рака ќе се растерети фамилијата да ја носи оваа одлука. Зошто се прави оваа промена сега? Зошто сега? Зошто е потребно да се направи оваа промена сега? Колку ова е неопходно сега во целиот процес? Ќе бидам искрена и ќе кажам дека со секое не, односно со секое одбивање од страна на семејствата, се гаснат многу животи. Сите луѓе кои што чекаат на тие листи, а верувајте во Македонија бројот на таквите листи не е мал, особено ако зборуваме за листата на бубрези, но тука исто така се и пациентите кои што чекаат срце, кои што чинам, ако не се лажам, кажа дека се 30 такви лица на број, од кои што има многу млади пациенти, од 22-3 години па нагоре, што е загрижувачка бројка. Така, ова е многу чувствителна тема на која што разговараме. Има многу прашања кои што отвараат и дилеми и дополнителни прашања. После една од нив е и како, например, ќе се евидентира или потврдува личната волја на граѓанинот кој што треба да подарува органи. Вака, пред да биде ставен овој предлог закон во владина седница, од оно што сме и ние информирани, законот беше поставен на платформата Енер и претходно одговорните објаснуваа дека тоа ќе оди кај преку изјава кај матичните лекари, токму на трибината што имавме не последната во Куманово, претходната во Струмица. За наша голема чест и задоволство, присутен панелист беше и претседателката на приватни матични лекари, госпоѓата Лилика, која што исто така издаде позитивно мислење и го поздрави цело ова, значи цела оваа иницијатива, и токму од присутните од публиката доби прашање, како истото прашање беше и до националниот координатор за трансплантација, како и до правникот и до госпоѓата Лилика. Прашањето беше дека секој возрастен, секој полнолетно лице ќе оди кај матичниот лекар и ќе искаже својата волја, дали се согласува, дали не се согласува да биде донор. И потоа координаторката кажа дека тоа се строго доверливи информации кои што ќе бидат достапни само на многу мал број луѓе кои што работат на мој термин, и таа волја исто така може во текот на животот да биде променета доколку некој не сака, нели ја промени одлуката, на пример изјавил дека сака да биде по смртта донор, па од некој XX причини се премислил или обратно, ќе може да ја промени одлуката. Она што сакам да го нагласам и она што излезе како заклучок од последните настани и последните наши средби низ Македонија беше тоа дека ќе биде строго доверливо
поверлива информација, информација која што може да се промени или одлука, но најбитно од се е дека само изразуваме волја, не се прават дополнителни исследувања. Тоа е што би било ако би било, во смисла, утре ако не дај Боже мојот живот згасне во мозочна смрт, давам изјава дека ако има нешто здраво од мене, наместо да гние во земјата, се согласувам да биде донирано и тоа да биде мојот последен збор, а мојата фамилија да не треба да одлучува во моје име. Не само вие, туку и здравствените власти. Така. Какви ефекти се очекуваат од новите правила во однос на бројот на трансплантации во Македонија? Кои се очекувањата? Очекувањата. Секако од денес за утре не можеме да зборуваме за некои видни резултати. Тоа е на долг рок ќе се покаже како добро. Во смисла не знаеме што носи утрешниот ден. Ова, не дај Боже, секому може да му се случи преку ног да се најде на таа листа на чекање, од нигде никаде да се случи да откаже некој орган како резултат на вирус или последица на што да е, не сум јас медицинско лице, меѓутоа нашето искуство е конкретно можам да го земам нашиот пример. Јас имам близок член на семејството, односно сопруг кој што живее со вештачко срце. На 23 годишна возраст му беше дијагностицирана кардиомиопатија, проширено дилатативна кардиомиопатија како последица на вирус. Тогаш имаше 23 години и тоа беше за нас шок. Она што сакам да го кажам е дека ефектите ќе бидат видливи, затоа што не само за сегашните лица кои што чекаат на тие листи, туку и за во иднина. На долг рок, затоа што не знаеме што носи утрешниот ден. Тука болеста не поштедува ниту по вера, ниту по пол, ниту по нација, по возраст најмалку, ниту пак по некаква си определба каква и да е. Ова што се случува во моментот сметам дека е за поздрав, сметам дека ќе биде еден подобар пат и поголема надеж за сите пациенти кои што чекаат во моментот и кои што ќе чекаат во иднина. Сакам да ве прашам во однос на предрасудите, стравовите. Што е оно кое што вие, бидејќи сте активна во овој домен, какви се ставовите или како што реков и предрасудите во јавноста по ова прашање? Во јавноста, во комуникација лице в лице, немаме некои големи, да речам, несогласувања, меѓутоа тоа е многу видливо на социјалните мрежи. Многу негативни коментари кои што беа почести, за среќа сега не се толку чести. Добро. Затоа што тука и голема улога имате сите вие медиумите и благодарност еве сакам да искористам приликава да ве поздравам и да се заблагодарам во име на сите за медиумската покриеност, затоа што без вас нашиот збор нема да биде слушнат во широката јавност. Предрасудите што најчесто ги читаме се од типот па верата не дозволува да се донира, па дали тоа е сигурна конечна одлука дека ете и настанала мозочна смрт, па да тоа не се резервни делови па да ги менуваме, па само богатите добиваат орган. Не. Тоа се работи на кои што сите интензивно работиме и не случајно на овие трибини кои што ги организирам како своевиден караван во градовите, на секоја трибина е присутен правник, е присутен психолог, националните координатори, експертите доктори од медицинскиот факултет, донори, приматели на орган, оние кои што чекаат и исто така се присутни и верските заедници. Затоа што ние сме мултиетничко општество, на секоја трибина имам представник од ИВЗ, Исламската верска заедница, Македонската православна црква и од Католичката црква, со цел да се стави крај на тие непознаници, да речам, на такви некои несогласувања. Во ред, сите имаме право да го искажеме нашето мислење, меѓутоа многу е порелевантно кога таа институција ќе го каже својот став и тука мислам дека се престануваат сите пречки и предрасуди. Мислам дека сме на добар пат и изразувам огромна благодарност уште еднаш до сите кои што ми ја даваат поддршката. Ова не го правам затоа што сакам да станам популарна, не, напротив, ние сме инспирирани од маката која што со години ја трпиме и веќе немаме друг начин, нема како да се сменат работите на подобро, доколку не се преземат вакви иницијативи, зборуваме за невладин сектор, за владина активност, па сите, на крајот од денот сите ние како физички лица кои што имаме проблем, но бараме начин на човекот се надева и се бори до крајот. Расте ли информираноста на граѓаните за значењето на органодарителството? Ете, преку медиумите, како што рековте, невладиниот сектор, работата на надлежните, на властите, на оние кои што треба да подигнуваат свеста.
Да, апсолутно да. Тука можам со право да потврдам дека со секоја наредна трибина интересот е се поголем и поголем. Ако на почетокот во првите 2-3 града каде што ја организиравме било потешко за организација и се, секоја трибина е полесна и полесна во смисла луѓето не слушаат прв пат, јас нормално ги пуштам барањата официјално, меѓутоа тие се веќе информирани. Веќе знаат, се одржаа досега 6 јавни панел дискусии каде што доаѓаат луѓе од локалното население, имаат можност да се сретнат со сите панелисти, да постават прашања и мислам дека сме на добар пат заеднички за подигнување на свеста на долг. Полесно се носи сега одлуката да бидеш донер, да им ја представиш таа, да им ја кажеш таа одлука дома на семејството во однос на не знам некое минато време? Да, тоа го гледаме секаде. Например, еве, ќе се земам себе си за пример, кога разговараме во неврзан муабет со познаници и со колеги, кои што делиме исти работни обврски, така натаму, почнува да се зборува на темата, во смисла, па да, ако веќе еден ден умрам, зошто да гнијат органите под земја, кога може да спасат човечки животи, јас и онака сум починат. Мислам дека постепено се подигнува таа свест и по секоја трибина, ете и од присутните кажуваат, по барем двајца од нас од оваа трибина што ќе излезат надвор и ја споделат информацијата со семејството, ние сме на добар пат. Имате податоци колку пациенти чекаат трансплантација на органи, Така, тоа колку време се чека, каде се чека? Така. Нешто од терен ме интересираат некои информации. Од предходните трибини и од предходните мои прашања кои што ги упатувам до националниот координатор, до замениците, до болничките координатори и до надлежните, она што е јавно достапна информација од страна или пак ќе речам од експертите е дека на листата за трансплантација на бубрек чекаат околу 200 пациенти, таа е најбројна листа. На листата за црн дроб, ако не се лажам, рекоја дека се 15 пациенти кои што чекаат и на листата за срце, националната листа за срце, чекаат 30 на пациенти, од кои што 15 од нив се со механичка циркулаторна потпора, меѓу нив и мојот 33 годишен сопруг, кој што има 2 механички потпори, практично тој е првиот биват пациент кој што е опериран во Македонија, а покрај него има уште двајца живи биват пациенти со двојна потпора на ниво на Македонија. Сите тие се на националната листа. Таа е листа која што ја води Министерството за здравство во координација со центрите на клиника на државно здравство кои што ги поставуваат своите пациенти на таа национална листа. Се прават ХЛА типизации, се зема примерок од крв, на секои 4-5 месеци се прават антитела ХЛА испитувања и тие практично се активни на националната листа и 24/7 го чекаат повикот за трансплантација. Едно чувствително прашање сакам да ве прашам. Може да ми објасните што значи секоја изгубена можност за донирање на орган за лица кои што се на листата на чекање, оние кои што чекаат да добијат орган за да го продолжат животот? Навистина е многу емотивно прашањето. Ќе се обидам да бидам што е можно поконкретна. Тоа значи со секое одбивање, односно со секое негирање или давање негативен одговор кој што сепак не е за осуда, тоа се тешки моменти и не дај Боже да сте им во кожата на таквите фамилии кои што треба да ја донесат таа одлука. Секое одбивање значи пропуштена шанса, која што можеби е шанса еднаш во животот, која што можеби нема никогаш да се случи повторно да има такво совпаѓање, затоа што многу луѓе не знаат дека не е само да се ставиме на листата на трансплантација и да чекаме и дека само крвната група е таа која што е преодредена и ви дава предност нели за трансплантација. Станува збор за поклопување на повеќе параметри, пак ќе речам, јас не сум медицинско лице, меѓутоа покрај крвна група треба да има приближна висина, приближна тежина, тоа е народски кажано животна лотарија. И таа шанса може да се случи еднаш и замислете сега кога целиот тим ги прави сите тие подготовки, препознавање на потенцијален донор, ја вика фамилијата, се водат тие страшни разговори, тешки во моменти и на крај со секоја одлука не, значи изгубена шанса, значи смрт за оние кои што чекаат и многу, да речам,
пропаднати надежи на цели фамилии, затоа што за тие лица, јас споменав бројки од 200, 30, 15, тоа се само 15 индивидуи, 30 индивидуи, но за тие луѓе стојат цели фамилии. Кога не збориме за бројки, туку за цели човечки судбини. Судбини и цели семејства. Но пак ќе речам, битно е да знаеме дека мора да си помагаме едни на други и дека секогаш кога треба да се донесе таа одлука, може би во моментов далеку од мене не ми интересира условно речено, но кога ќе се треба да се донесе таа одлука, секогаш треба да си го поставиме прашањето каква ќе биде мојата одлука, доколку животот ме исправи мене во таква позиција да треба јас да чекам на таа листа или не дај Боже некој близок член на семејството. Дали и тогаш би рекол не? Да, убаво кажа кога се сврти работата од друга страна, јасно. Се менува перцепцијата многу. Дали постои некаков приоритет во оној кој што треба да го добие органот? Дали е тоа дете, не знам, ранлива категорија? Тука пак ќе речам, медицинските експерти си знаат кои пациенти им се приоритетни на листата. Па со тоа што особено можам да зборувам за листата за срце, затоа што тоа е единствениот орган каде што, за жал, вистината е таа како во Македонија, така и во светот, мора некој да почине за тој што чека да може да го продолжи животот, што не е случај со црн дроб и со бубрек. Може да се дарува и од жив дарител, затоа што дел од црниот дроб, едни од бубрек и така натаму, но срцето е моторот на секој организам, така што за жал мора да почине некој за да продолжи да живее некој друг. Тоа што ме прашавте се однесува на не знам, нема приоритет, пак сепак овие со пациенти, особено за срце, кои што живеат по 6-7 години со механичка потпора, независно, еве двојна потпора, кажав за сопругот, за уште една девојка и за уште еден човек, меѓутоа на таа листа покрај тие тројца со двојна потпора, практично тоа се 2 кабли, има уште 12 пациенти, исто млади, релативно млади луѓе од 28 до 42-3 годишна возраст, кои што живеат со потпора само на едното срце, само на левото. Но и тоа не е трајно решение. Со текот на времето попушта и онаа страна од срцето која што немала потпора. И тоа, например, во светот овие пациенти со механички девајси се приоритетни. Се, да речам, имаат предност на другите. Кај нас поминале 5-6, еве, ние конкретно 7 години живее со двојна потпора, а гаранцијата која што ја даваат за преживување со ваквите уреди е 5 години. Па сега се треба да се погоди. Нормално е дека таму се отфрлаат сите тие шпекулации кои што транзитираат ги има по социјалните мрежи, па да, тоа со врски е, богатите добиваат. Не, напротив, тоа нема врски и нема приоритет, освен среќа и да се поклопат сите работи. Верувам и свесна сум за тоа дека медицинскиот тим си знае кој е приоритет и кој е најкритичен во моментот за кој што треба да биде понудено. Така, без продуцирање, не сакав ништо такво да имам, чисто ми беше во однос на Апсолутно правилата какви се. Со новите законски измени, дали се очекува да се намали време траењето на чекање на добивање на орган? Оптимистички да, многу ќе биде полесно за целиот систем, се зголемуваат надежите и на сите пациенти кои што чекаат, зошто да не. Да погледнеме во соседството, ето е Хрватска е лидер во нашиот регион, да речам, ама таму има со години се работи на кампања, сега ние сме на добар пат да го промениме нештото, ќе се намали, верувам дека ќе се намали време траењето на чекање, и ако ништо друго, барем ако сме били некои безнадежни случаи во кои што ајде на листа се, ама некако подсвесно, колку и да не сакаме да признаеме, сме мислеле дека немало надеж, сега и тоа како се зголемуваат надежите, односно ќе се олесни, ќе му се помогне на системот, а на крајот од денот и колку и да сакаат медицинарите и докторите да се ентузијасти, да одат на востранство, да се обучуваат, да работат, да трансплантираат, се зависи од човечкиот фактор. Доколку нема свесност, доколку нема согласности, нема трансплантација. Сакам да прашам еден донор, колку човечки животи може да спаси, колку органи може да дарува? Според светските информации, еден кадаверичен донор може да спаси до 8 човечки животи, може да се трансплантира срце, црн дроб, рожница, коски, ткива, бубрек, панкреас, бели дробови и така натаму.
Нормално се тоа програми кои што ги работат центрите, ние сме на добар пат, ете се почна со трансплантација на црн дроб, што е исто за поздрав, се почна со трансплантација на срце, кое што е исто така за поздрав, претходно беше само бубрек, се почна со трансплантација на рожница, за кое што исто така властите и националните координатори буквално работат, цело време работат на тоа и тие веќе резултати се видливи. Еден кадаверичен, да заклучам, еден кадаверичен донор може да спаси до 8 човечки животи. Да, ме изненадивте со податоков. Да. Знаеме каква ни е општата состојба во здравствениот систем. Прашањето ми е колку имаме услови за вакво нешто во јавното здравство. Резултатите кажуваат дека сме подготвени како систем. Еве, не знам дали сте сигурно сте информирани. Пред 2 недели се случи трансплантација на срце кое што не се случила 2 години назад. Значи, имаше трансплантација на срце. Тоа ми е јасно, меѓутоа ако има зголемена потреба на органодарителство и зголема потреба на хируршки интервенции, ќе можеме ли да го понесе тој товар целиот здравствен систем? Мислам дека да, само со добра организација, со се добро, ете, например, за жал не е добар контекстот, но ќе споменам трагедијата во Кочани, претходно корона кризата, такви непредвидени ситуации покажаа дека системот може да се носи во такви ситуации. Верувам и сигурно сум во тоа дека ќе може да се одговори, само дај Боже да се зголеми бројот на донори. Така, што според вас треба дополнително да се направи како општество, како држава, да се зголеми довербата во целиот овој процес, во цела оваа постапка? За да се зголеми довербата, да, што повеќе вакви средби, лице в лице со граѓаните, што повеќе вакви трибини, да бидат што е можно помасовни, оваа тема не треба да биде табу тема. По сите медиуми, по сите јавни настапи, независно кој ги организира, битно е да сме соединети, да сме тимски да играме во нештото, затоа што само на тој начин ќе може да се промени свеста. Знаеме, ние не сме некоја голема држава, не знам, многу е тешко да се убеди, условно речено, јавноста, меѓутоа пак ќе речам дека мора да веруваме во фактот дека да, ние ако сме мала држава, сме хуман народ и пред се не сме себични, можеме да си помогнеме еден за друг, па и нели да не се познаваме меѓу себе, затоа што ние сме на рака народ, секаде ќе се најдеме со некого и мислам дека што поголема информираност на населението ќе даде резултат на долгорочен план. Во однос на така, во однос на иницијативата Органодарителство МК, која што ја раководите на некој начин, кажавте која е мотивацијата што ова го правите денеска. Кажете ми колку е сменета целата јавна перцепција во однос на органодарителството од вашите почетоци па се до денеска? Значи, како во последниве години се правеле повеќе напори, се организирале светски ден на органодарителството, наставен се организирале еве трибини и така натаму, или светски ден на некој од органите. Меѓутоа, ако мене ме прашате, пред се како индивидуа, потоа како сопруга на пациент кој што е засегнат нели со овој проблем и со подигнување на свесноста, мислам, вака од човечки аспект, мислам дека не треба една тема да биде популарна само на еден ден. И так, не треба да станува збор за некаков проект или не знам, да има некакво финансиски бенефит за да се организираат вакви настани. Напротив, ова е доказ и показ дека без проект, без, не знам, финансиски надомест, може да се организираат вакви настани и тоа континуирано. Тоа не е денес да организираме еден настан па да спиеме цела година, па в година да чекаме пак. Не. Животот на тие луѓе на листите зависи од ден на ден. За жал, морам да споделам, во последнава година ние изгубивме 4 пациенти со механичка циркулаторна потпора, кои што тие нема никогаш практично да го дочекаат повикот, а да не зборувам за млади пациенти кои што почина пред 3-4 години, токму поради таа ниска свест. Да заклучам, вакви трибини треба да има во континуитет, не треба во се да гледаме финансиски бенефит, затоа што овде парите се само средство за преживување. Ако мене ме прашате, на долг рок,
имаме многу поголема задача, а тоа е да ја подигнеме свеста не само за денешните поколенија, туку и за нашите, нели, што доаѓаат за идните генерации. И треба да има континуитет, и треба оваа кампања да трае, треба да има повеќе медиумска покриеност, треба да има трибини, почесто видеа, еве исто така и од Министерство за здравство ја водат кампањата, со снимање видеа од доктори, експерти од областа, и сето тоа оди на социјалните мрежи. Да не заборавам да ги споменам јавните личности, кои што лично јас имам контактирано преку 200 јавни личности, од музичари, пеачи, спортисти, не знам, новинари, кои што без надомест никаков ми дале поддршка во форма на видеозапис. И тоа е достапно, може да се погледнат и апели за донација. Да не изоставам некого, искажувам многу голема благодарност до сите тие, а и пациенти кои што се веќе трансплантирани исто така дале видеозапис. Така, и ова е една од тие емисии кои што имаат општествен карактер, кои што сакаат или се обидуваме да помогнеме онаму каде што е потребна помошта. Сакам за крај, господјо, само да ве прашам, сигурно имате некаква порака или доколку сакате да им порачате нешто на граѓаните со една ваша порака, како би се, оние кои што се двоумат, како да се подигне свеста и како би станале органодарители, еве, ви ја оставам оваа прилика сега да им се обратите на граѓаните. Значи, можам да кажам со две реченици, да, сите ние здрави и прави, кога сме нормални, нели, се нешто не недостасува и мислиме дека имаме време и утре да го направиме нештото, но од друга страна пак има пациенти кои што животот 24/7 им зависи од тој повик. Дали ќе го дочекаат утрото, тоа живење е неизвестно како за нив, така и за целото нивно семејство. И додека ние се жалиме на пропуштените, не знам, на пропуштените прилики во животот за патување, нели, за кариерен развој, за подобра кола, за подобар статус во општеството, има луѓе кои што единствено што бараат и што за што се надеваат и се молат е да преживеат уште еден ден. И кога веќе не може да се врати тој што ни е близок, или ако не може ништо да се направи за изгубениот живот на наша драга личност, можеме да дозволиме да ја донесеме таа одлука блискиот да продолжи да живее, на тој начин спасувајќи повеќе, не еден, туку повеќе човечки животи. И не треба да гледаме бенефит во нештото, зошто? Затоа што тоа е така секаде во светот регулирано. Нема надомест за донирање. Тоа се прави од чист алтруизам, се прави од чиста хуманост, од помош за тој што е некој непознат, затоа што тркалото се врти и можеби еден ден токму ние ќе зависиме од таа листа и од нечија хуманост. Даруваме крв, затоа што имаме и сакаме да дадеме, но ќе дојде еден ден кога и моето срце нема мене да ми служи, но може сега да одлучам дали ќе спасам човечки животи или ќе го оставам да гние под земјата. Тоа би била мојата порака. Баш убаво кажано, јас ви благодарам што бевте денеска моја соговорничка, на вистина разговор кој што треба да допре во кај многумина и да се подигне свеста на оваа тема и што може повеќе животи да бидат спасени. Како што реков, ви благодарам за гостувањето и се слушаме во следна прилика. Ви благодарам уште еднаш за можност. Благодарам. Поштовани, овде го завршуваме денешниот Аргумент Плюс. Јас се надевам дека го задржав и денеска вашето внимание. Ви благодарам на довербата со која што не следите. Останете со програмата на Телевизија 24. Од мене пријатно.